Општина Куманово годинава ќе поддржи над 100 културни настани и манифестации кои што како иницијативи доаѓаат од младински, невладини и граѓански организации. Дека општината верува во идеите на младите говори и фактот што во Куманово е формиран и првиот општински младински центар во државата, кој во наредните 5 години ќе го менаџира Центарот за интеркултурен диалог. Младинскиот центар е сместен во просториите на поранешната местна заедница Тоде Мендол, во близина на основните училишта Вук Караџик и Наим Фрашери. Програмата за работа на Центарот ќе понуди системска поддршка на личниот развој на младите луѓе и нивното активно вклучување во животот на заедницата преку неформално образование, обучување и подучување на младите, информирање. Младинскиот центар нуди различни тематски работилници, различни денови каде што младите можат да се дружат и да уживаат. Имаме денови каде што младите играат различни игри, кои што ги имаме во Младинскиот центар. Исто така држиме тематски работилници, имаме музичко катче со Тино, еден од волонтерите знае да свири на неколку инструменти, истите ги донесува во Младинскиот центар и ги учи неговите врсници како да свират на тие инструменти. Имаме театарско катче, кое што младите кои што имаат вештини за театар и кои што сакаат да глумат може да си ги испробаат своите вештини, своите идеи за да направат нешто. Во програмата исто така е предвидено, лани го одржавме 5-то издание на Born to Run, маратонот кој што го организираме. Тоа исто со помош на општината и затоа е во програмата на Младинскиот центар и се надевам дека ова година на 11 ноември ќе го држиме пак. Сепак е ден на градот и да имаме убав настан кој што ќе може да го направиме. И мислам дека е успешен настан, бидејќи лани за Born to Run имавме околу 300 млади кои, не само млади, туку 300 луѓе кои што се пријави и учествува, не само од Куманово и Македонија, имаше од Србија луѓе кои што дојдаа и земаа учество на оваа трка. Исто така одбележуваме и празници, верски празници. По однос на обезбедување на просторни можности, општината располага со поголем број на објекти кои што секогаш бесплатно ги става на располагање на сите овие невладини организации, граѓански, младински здруженија. Ние го отвориме првиот младински центар во државата и истиот го дадовме на стопанисување на невладината СИТ. Дополнително побаравме и од културниот дом Куманово, еден од нивните простори кој што порано беше кафич, да се преадаптира во регионален мултикултурен младински центар. Се уште очекуваме, немаме одговор од нивна страна. Дополнително останатите простори на општината, кои што се во наша собственост, исто така им се ставаат на располагање на младите. Да не зборувам за поголем број на локалитети, како што е локалитетот Спомен Костурница, аеродромот Аџитепе, кај што сега наскоро ќе се одржи големиот моторок фестивал и голем градскиот плоштад кој што секогаш е тука на располагање и многу качиња во градот. Изминатиот период изградени се и голем број на спортски терени во градот кои што секојдневно ги користат младите луѓе, посочува Димитриевски, најавувајќи дополнителни забавни содржини за младата популација. По однос на спортски активности изградиме голем број на спортски терени во градот кои што секојдневно се користат исто така од младите луѓе. А верувам дека нема да застанеме тука, ќе се обидеме во следниот период да изградиме и нови детски качиња и дополнителен број на нови спортски терени. Работиме на интензивна реконструкција на градскиот парк, кај што отделивме дополнителни средства, каде што покрај содржините во Смарт паркот се предвидени изградби на нови спортски содржини и дополнителни едукативни содржини кои што младите ќе можат да ги користат, особено во делот на бициклизмот, специјални траки за скейтбордери и така натаму. Инвестирањето во младите е еден од врвните приоритети на општина Куманово.